По рекламите време за вестите. Штипјани за наредната година бараат од општината да се асфалтираат улици и да се уредат тротоарите. 30 предлог проекти пристигнаа од граѓаните, кои треба да се реализираат од буџетот во 2017 година. За наредната година најприоритетен проект за општина Штип ќе биде изградба на мост на реката Брегалница, со што ќе се поврзат неголемите населби Баби Сењак и Дузлак со индустријскиот дел на градот. Заврши постапката за прибирање на идеи за реализација на проекти од буџетот на општина Штип за наредната година, информираа денеска од општина Штип. За 2 недели граѓаните на Штип до општината доставиле 30 предлог проекти. Во најголем сегмент се бара асфалтирање на улици, уредување на тротоари, постување на подпорни ѕидови, фасади, потоа иницијативи за улично осветлување, значи предлози од доменот на инфраструктурата, слично и со иницијативите од приватните субјекти кои бараат уредување на пристапи, односно јавни површини до нивни објекти и слично. Еве неколку примери од граѓаните, на пример, нови фасади за зградите на улица Борис Кидрик кај Промаја, асфалтирање на улица Личка, замена на коцката на дел од улица Широкдол, асфалтирање на улица Ѓорче Петров, Михајло Пупин и уште десетина други улици. Општинската администрација врз основа на идеите од граѓаните ќе го прави буџетот на општина Штип, кој за наредната година се планира да изнесува над 400 милиони денари. Денес во Штип се реализираше стручна расправа за животна средина по нацрт верзијата за просторниот план за источно-планскиот регион. Денешната јавна расправа во врска со нацрт верзијата на просторниот план на источниот плански регион треба да ги даде насоките за финална изработка на документот. Источнопланскиот регион е богат со биолошка разновидност. Ова е еден значаен стратешки документ, посебно значаен за општините и регионот од причина што истиот базира на биолошката разновидност во регионот. Тоа е единствен просторен план во Република Македонија, кој што се изработува токму на ваков начин и мислам дека единствен просторен план во рамките на државата од 8 плански региони. На изработката на просторниот план за источниот плански регион работат Министерството за животна средина и просторно планирање и Агенцијата за просторно планирање. Просторниот план е еден комплексен план за развој и утврдување на правците на можните развојни проекти кои што треба во овој регион да се имаат во предвид во еден подолг временски период, а стратегиската оценка ги оценува елементите кои што можеби со реализација на планот ќе влијаат врз животната средина. Просторниот план дава акцент на економскиот развој, а исто така важно е и прибирањето на отпадот и заштитата на животната средина. Просторниот план е највисок стратешки документ, ги дава насоките за просторен развој и користењето и намената на земјиште во сите области на живење, почнувајќи од природните карактеристики на регионот, преку инфраструктурата, демографијата, економскиот развој, заштита на животната средина, природните карактеристики до природните катастрофи, технолошки хазарди. За Источна Македонија е карактеристично дека има многу голем потенцијал за развојот на економијата. Во изминатиот период имало позитивен тренд во развојот на економијата. Се предвидува и дека и во идниот период ќе го има. Исто има потенцијал во развојот на туризмот, благодарение на природното наследство со кое што располага, културното наследство, но културното наследство треба малку повеќе да се обрне внимание во неговиот развој, планираната инфраструктура сообраќајна која што е сега веќе и во фаза на реализација. За изработката на нацрт верзијата за просторниот план се потрошени околу 1 милион швајцарски франци обезбедени преку проектот од Швајцарската конфедерација. За идната година е планирано со нов проект да се доработува финалната верзија за просторниот план на источниот плански регион. Капитенот на младата фудбалска репрезентација на Македонија, Боба Николов, беше на прием кај градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Нема откуп на оризот од оваа реколта, се уште се преговара околу цените и покрај тоа што оризопроизводителите бараат најмалку 20 денари за килограм оризова арпа, а откупувачите нудат од 13 до 17 денари.
По меѓувреме, додека траат проговорите, производителите чекаат да започне и исплатата на субвенциите. Се уште нема договор, но има приближување на ставовите за решение на проблемот со откупните цени на оризот од оваа рекулта, вели првиот човек на самостојниот синдикат на оризопроизводители Ставре Јанев, според кој пласманот на ориз на домашниот пазар не е проблем, туку пласманот на вишокот на произведен ориз. Има решение повеќе. Сега да видиме што ќе биде прифатено. Проблем се некаде околу 1000 тони, од прилика 2000 тони, кои ќе бидат вишок оваа година и кои треба да одат на странскиот пазар. Значи, проблемот на пласманот на оризот на македонскиот пазар не постои. Тој си оде со без проблем. Сега, пак ќе речем, некоректниот однос со страна на дел од купувачите не е за оправдување и тука лежи проблем. Се уште се преговара околу откупните цени. Неоправдано според нас намалени се откупните цени од страна на откупувачите и покри намалените приноси од климатските услови, а се движат од 3500 до 4000 килограми од хектар. Производната цена е над 20 денари по килограм оризова арпа и во таа насока беше нашето барање цената да не биде пониска од 20, односно до 25 денари во зависност од класите. За откупувачите прифатливи се 13 до 17 денари, додава Јанев. За премостување на овој тежок период на оризопроизводителите, сега спас им е исплатата на субвенциите. Се надаме дека Министерството и владата ќе излезат во пресед во делот на оно што значи исплата на субвенциите. Тие ветија дека податоците, обработката на податоците е при крај и дека кон крајот на неделата ќе почнат со исплатата на субвенциите. За да се премости овој период, знаеш, дека се бара решение околу цената. Жетвата на оризот е во полн ек, околу 70% е завршена во Чешиново Облешево. Најголем дел од површините во Кочанскиот дел стојат неожнеани, дали 10% се ожнеани, велат од самостојниот синдикат на индивидуални земјоделски производители. Здруженијето Сплотени срца отвори книга за поддршка во која граѓаните, потпишувајќи се, ќе дадат поддршка на родителите кои имаат деца со посебни потреби. Со потписот потенцираат од Здруженијето, граѓаните ќе ги поддржат 6 основни барања со кои на децата со посебни потреби ќе им овозможи пристоен живот. Здруженијето Сплотени срца отвори книга за поддршка во која граѓаните, потпишувајќи се, ќе дадат поддршка на родителите кои имаат деца со посебни потреби. За сега, велат од Здруженијето, не планираат да постават пункт. Сите кои сакаат да се потпишат, книгите за потпис ќе можат да ги најдат помеѓу своите пријатели и институциите. Моментално немаме пунктови, бидејќи ние немаме живот како обичните граѓани, родителите. Токму поради тоа наши пријатели, книгата кружи, значи, не серија од град. По кафичи, по предпријатија, значи насекаде. Со потписот потенцира Мијалков, граѓаните кои ќе ги поддржат 6 основни барања, кои доколку се реализираат, системот на децата со посебни потреби ќе им овозможи пристоен живот. Едно од тие барања беше да се, значи, во законите да се укине она гранична возраст 26 години, бидејќи се случуваше дете со церебрална парализа на 26 години, потоа ништо не го средува. Исто едно од барањата е отварање на центри за децата после родителите и доколку родителите не можат да бидат да ги чуваат веќе децата. Исто за покривање во фондот за лицата со инвалидитет, за покривање на инвалидски помагала. Значи основни барања кои што би требало секако да ги има. Значи, за овие барања дадовме рок од 6 месеци да бидат исполнети. Потписите ќе се собираат до крајот на неделата, а потоа ќе бидат доставени до сите политички партии, со цел 6 основни барања да се најдат во нивната предизборна кампања. Донесена е одлука со која на институциите им се дава рок од 6 месеци за реализирање на барањата. Доколку не се испочитува рокот, од Здруженијето најавија дека планираат поставување на шатори пред сите поголеми амбасади во државата.
Во штабовите на политичките партии период за лобирање и пазарење. На почетокот на ноември ќе се знаат кандидатските листи на политичките партии, со кои ќе настапат на предвремените парламентарни избори. Кампањата за предвремените парламентарни избори не е почната, но сите политички партии се во погон. Во моментов се крчкаат коалициите, кои со кого ќе настапи на изборите. Во тек е политички пазар. Преговорите одат во насока кој колку пратенички места ќе има и дали ќе биде погоре на листата. Позицијата и опозицијата се уште ги кројат листите и кој ќе биде носител. На почетокот на ноември ќе се знае кои личности ќе бидат кандидати за пратеници. Социјалдемократскиот сојуз и партиите од левицата и центарот склучија коалиција со граѓаните и тие ќе бидат застапени насекаде по нашите листи. Штом ќе бидат додефинирани коалиционите сојузи, веднаш после тоа ќе преминеме на одлуките на кандидати од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Значи во редоследот на одлучување ги оставивме последни. Се уште е рано, верувам дека многу брзо ќе можеме да соопштиме кои се конечно кандидатите на листите. Комитетите на ВМРО-ДПМН и на нашите коалициони партнери во овој дел од Македонија, почнувајќи од Велес, завршувајќи со Берево, се Делчево, се многу силни, остваруваат големи победи, наназад со години. Имаме огромен број на квалитетни кадри, како тука во Штип, така и во сите градови. Конкуренцијата нормално е присутна, но и е квалитетна. Тоа значи добра понуда до граѓаните. Ке си се одржат работните состаноци на сите нивоа на партиските органи и затоа ќе одлучи конечно Централниот комитет на партијата некаде во рамките на роковите. Во општинските изборни комисии течат роковите за подготовка на предвремените парламентарни избори, а се пријавуваат и печалбарите кои сакаат да гласат во македонските амбасади. Втората половина на ноември официјално низ земјава ќе крстосуваат политичките каравани, кои на митинзи и на средби со гласачите ќе ги презентираат програмите за наредните 4 години. На 11 декември веќе ќе се знае кој колку пратенички места ќе добие во македонскиот парламент. Проектот за вмрежување на ромски невладини организации треба да даде одговор во врска со подобрувањето на условите за живот на ромската популација. Предвидени се и работилници за обука со представници од локалните самоуправи. Проектот Мрежа на ромски граѓански организации е одговор на ромската заедница што го реализира Сдруженијето за правата на ромите Штип, се одвива според планираните активности. Бевме сведоци на тоа што се случуваше и во Скопје во Holiday Inn. Организиравме пресконференција со промовирање на активностите на самиот проект. Активностите ги спроведуваме целосно и навремено, со тоа што сега ни се во фаза на одлучување на малите грантови. Денеска, утре ќе донесеме конечната одлука кои ќе бидат грантистите конечно на нашиот проект и кои ќе спроведуваат активности поврзани со самата ромска заедница. Во рамки на проектот е планирано да се реализираат 20 работилници низ различни градови во земјата, а предвидени се и обуки за представници на локалната самоуправа. Имаме предвидено 20 работилници кои во текот на наредниот период ќе течат низ сите 10 градови кои се предвидени во самиот проект, по 2 работилници во град и семинарите, обуките за представниците на локалните самоуправи и на невладините организации. Проектот Мрежа на ромски граѓански организации е одговор на ромската заедница. Има за цел подигнување на свеста на ромската популација, но исто така и влијание врз процесите за поквалитетно живење на оваа заедница. 27 пијани возачи откри полицијата во последната акцијска контрола на подрачјето на СВР Штип. Тие ќе продолжат и понатаму со цел подобрување на безбедноста во сообраќајот, велат надлежните. Последната акцијска контрола на полицијата откри 27 пијани возачи на подрачјето на СВР Штип. Одстранети се од сообраќај како потенцијални ризик фактори што ја загрозуваат безбедноста на патиштата. Од извршената контрола, откриени и санкционирани се вкупно 27 возачи и истите се исклучени од понатамошно учество во сообраќајот. Контролите за откривање на возачи под дејство на алкохол ќе продолжат, најави од полицијата со цел да се намалат сообраќајните несреќи со повредени и жртви. Апелираат на почитување на законот за безбедност во сообраќајот од страна на возачите. Секторот за внатрешни работи Штип
апелира до сите возачи, учесници во сообраќајот, да не управуваат со своите возила во сообраќај на пат, додека се под дејство на алкохол или други психотропни супстанции, на кој начин ќе допринесат за личната и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Глобите за управување на возила под дејство на алкохол се движат од 250 до 500 евра. Дозволената граница е 0,5 промили, но не и за возачите почетници и професионалните возачи. Алкохолот и брзото возење се најчисти причини за сообраќајните несреќи со потешки последици. За неполни 10 месеци во сообраќајни несреќи на подрачјето на СВР Штип загинаа 14 лица. Во четврток во центрите за јавно здравје ќе започне редовната имунизација од грип. Вакцината ќе чини 400 динари, а за разлика од лани годинава се порачани помалку вакцини. Од четврток ќе стартува редовната имунизација од грип. Вакцините во Штипскиот центар за јавно здравје треба да пристигнат утре, пошто откако ќе се разделат по центрите во Пробиштип и Радовиш, ќе започне и самата имунизација. Грков потенцира дека одолжувањето на имунизацијата нема да се одрази на здравствената слика во градот. Досегашната пракса покажува дека грипот во Штип се појавува за време на новогодишните празници. Се уште времето е идеално за почеток. Значи, минатата година ние малку побрзаме. Така ни пристигна, не изненади. Меѓутоа ова година, ако дојдат како што е договорено, нема каснење. За разлика од лани годинава за Штип се порачани помалку вакцини, односно 1100, за Пробиштип 150, а за Радовиш 400. Вакцината е производ на Абот, холандска фирма, справена по препораките на Светската здравствена организација и ќе содржи, како и секоја година, 2 подтипа од типот А и 1 подтип од типот Б. Цената на вакцината ќе остане непроменита, односно граѓаните ќе треба да платат 400 динари за да се заштитат од сезонскиот грип. И време за спорт. Капитенот на младата фудбалска репрезентација во Македонија Боба Николов беше на прием во кабинетот на градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев. Пласманот на Европското првенство во Полска 2017 година е најголемиот успех на македонскиот фудбал во неговата историја. Фудбалското востание на 11 октомври беше зачинето со пласман на младата репрезентација на Македонија на Европското првенство, што во јуни 2017 ќе се одржи во Полска. Капитен на оваа селекција штипјанецот Бобан Николов, кој не го криеше задоволството од успехот на фудбалското семејство, кој веќе впишан со златни букви во историјата на македонскиот фудбал. Тоа си играме фудбал за овие резултати, за секој, мислам дека секој играч, секој фудбалер, секој врвен спортист посакува да има вакви успеси. Ја мислам дека за тоа тренираме, за после Господа не награди. Мислам дека направивме нешто неверојатно, нешто што не се случува никогаш во македонскиот фудбал. Милно меѓу сум јас дел од таа репрезентација и зашто да не ќе одиме на Европско, нема да разочараме таму, ќе дадеме се од себе и нема да изневериме уште еднаш македонската јавност. Градот Штип секогаш имал врвни спортисти кои надалеку ја шириле македонската спортска величина, афирмирајќи се при тоа себе си, својот клуб и државата воопшто. Бобан Николов го трасираше фудбалскиот пат преку пионерско-младинските школи на Бергалница, за да се искали и щеличи во фудбалската академија на романската легенда Георги Хаджи и за да блесне во сео свој сјај и раскош како капитен на младата репрезентација на Македонија. На врвот нема место за сите, има место за одбрани. И добро е што Бобан практично е еден од одбраните во нашата репрезентација, кој е столб на таа репрезентација. Јас сакам само да му посакам да тренира многу, да работи многу, да има одлични партии фудбал и на Европското првенство да биде столбот на нашата репрезентација. Да се пласираме 4 најдобри репрезентации, тоа е мојата желба. Ако успееме да освоиме медал, тоа би било уште подобро, затоа што на Македонија и требат такви признанија. Значи, како што имавме резултати во делот на ракометот, сега е историска шанса да оваа генерација направи нешто за македонскиот спорт, за македонскиот фудбал, при тоа да ја презентира Република Македонија на еден совршен начин, а секако дека секој поединечен член на репрезентацијата ги презентира и градовите од каде доаѓа. Така да мојата желба е
да Бобан игра на вистина одлично, да се унапредува, да стане совршен фудбалер и еден ден да го гледаме, значи да се надпреварува и да игра за врвни екипи како што се Милан, Барселона, Баерн, Ливерпул, Манчестер, да не ги заборавам, мислам, тие се најдобрите екипи во Европа, верувам дека тоа е достижно за деца кои се амбициозни, кои многу работат, но и кај кои постои талент за играње. Фудбалското младенско семејство на Македонија е во редот на 11 европски бисери, на кои ќе им се придодаде домашната селекција за Европскиот самит во Полска 2017. Успехот е огромен, задоволството кај играчите е величествено и целта за европска афирмација е конечно остварена. Овие резултати ги направивме по истата работа. Не е лесно да си во група со Франција, со Исланд, со Шкотска и со Украина и да бидеш пред нив, да имаш 21 поен, мислам дека подобро тоа не можеш да посакаме. Работата е тоа што ние сме како едно семејство таму и имаме многу голема амбиција, дисциплина, која е една од најбитните работи за врвен спортист. Ние одиме во секоја такмица да го даваме максимумот, па што биде нека биде. Еве така се случи, да го дававме максимумот, париравме на Франција, на другите држави, покажавме дека ова Македонија заслужува да има ваков фудбал, бидејќи стварно има многу љубители на фудбалот во Македонија и мило ме што ги израдував. Фудбалските правила се во корист на нашите младенци, кои својот квалификацијски успех во комплетен состав ќе го продолжат на Евро 2017 во Полска. Како да кажам, ние не може да се мачиме да одиме на Европско за после да играат други. Така е направено цел циклус, ако се пласираш на Европско, да имаш право за настап. Еве ќе иако јас себе имам 22 години, многу мои играчи имат се 94-та, али овој турнир, ова репрезентација направена 94-та-95-та. Се пласиравме и на Европско првенство имаме право да играме сите, значи ќе одиме комплетно. Европското фудбалско првенство ќе се одржи во периодот од 16 до 30 јуни во Полска. Во градот Разлог, Република Бугарија, се одржа меѓународниот карате турнир Пирин 2016, на кој настапија и одлични резултати постигнаа членови на карате клубот Партизанот Штип. На 11-тото издание на меѓународниот карате турнир Пирин 2016 во градот Разлог настапи четворици членови на карате клубот Партизанот Штип. Под раководство на тренерот Миланчо Черкезов, штипските каратисти освои една златна, една сребрна и две бронзени медали. Прво место и златен медал во конкуренција на јуниори освои Леонид Трајков во категорија минус 70 килограми. Второ место и сребрен медал во кадетска конкуренција освои Марија Манева. Трето место и бронзен медал во пионерска конкуренција освои Филип Ивановски, како и Тамара Доневска во конкуренција на јуниорки. Инаку меѓународниот турнир Пирин 2016 мощно и успешно го организираше карате клубот АСИКС од градчето Разлог, Република Бугарија. И тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Ирис телевизија. За повеќе на iris.mk. Пријатно!